Господине заменик министр, има една народна поговорка, вика: слушнала жабата дека ги потковаат коњите и таа ја кренала ногата. Ова на тоа ми личи. Член 4, член 6, па член 9. Суштината на овој закон е целата одговорност за организација на спортски надпревар да падне врз организаторот на спортскиот надпревар. И во нормални околности тоа и така треба да биде. И во нормалниот свет тоа така е. Но вие губите од вид финансиската состојба на спортските клубови. И овде има скриени елементи на бизнис, како во се. И спортските сали кога разговаравме да ги давате и бизнис да правите, и овде најдовте бизнис. Под формата колку се грижите да го спречиме, и ние бланко дадовме поддршка дека навистина сакаме да го спречиме насилството на спортските терени, и за 3 недели ново дополнување. Тогаш не можевме да разговараме, али видовте можност. Организаторот покрај огромна бројка на редари што треба, умре времето на волонтаризмот, тие редари чинат пари. Спортските клубови во Македонија ги немаат. Друга обврска, не само редари, приватно обезбедување да има таму. Затоа што редарите можат, вие така викате, усно да сугерираат на некој од навивачите што недолично ќе се однесува, само приватно обезбедување што ќе го ангажира спортскиот клуб или организаторот на надпреварот, нему, согласно други закони, да го отстрани насилно и не знам како. Сето тоа чини пари. И така умрениот спорт сега дополнително го заглавуваме со овој закон. И поставуваме едно прашање. Што ќе работи народната милиција? Член 6, кој се однесува на член 7 од основниот закон, таксативно се наброени 20 обврски нови за организаторот на спортската манифестација, а член 9 уште 20 за надпревар од висок ризик. И прашувам сега, што ќе работи полицијата? Ако сево ова е должен, а должен е бидејќи ќе оказните после организаторот да го направи, се поставува прашање, полицијата ќе биде за уметнички впечаток. Па и спортските клубови, таму тие што играат, ја плаќаат полицијата. Сега спортските клубови и така мака мачат, гледаме од ден на ден како тони спортот во Републикава. Не паметиме кога некој наш спортист отишел на врвно светско надпреварување на Олимписки игри и така натака и така натака. Гледаме што се случува на фудбалските терени, одат двајца без тројца, и сега наоѓаме да ги заглавиме и со оваа работа. Ќе повторам, би било сево во ред, кога спортските клубови остваруваат екстра профит, кога стадионите се полни, салите се полни и се прави голем бизнис од спортот, како што е во некои европски земји, во ред е. Треба сето ова да го направат сами. Верувајте, ова не можат да го направат. Ова чини многу пари. Спортските клубови во Република Македонија ги немаат тие пари. За да дојде секоја организација, целата одговорност да биде на организатор. Мора да има, како што било и досега, припомош, посебно на надпреварите од висок ризик. Не да се свали целата одговорност. Не ќе можат да одговорат на задачата и место да го спречиме насилството,
уште големо насилство ќе имаме на спортските терени. И еден ќе се задржам на членот 13В. Ме подсетува на едно време кога доаѓаше другарот Тито во Македонија и во сите останати градови низ тогашната Југославија. Имаше категорија на луѓе кои беа должни 2 дена пред доаѓањето на Тито да се пријават во полиција и додека не замине другарот Тито, да останат во полиција. Лично познавам такви луѓе. Лично познавам. Овој членот 13В во 21 век мислам дека е срамно и мизерно. Евидентиран набивач кој направил некаков прекршок и изречена му е прекршочна санкција, забрана за присуство и влегување на дел или на сите спортски настани во траење од 3 години. Пред секој надпревар во неговиот град треба да се пријави 2 часа пред почетокот на надпреварот во полиција и таму да остане најмалку 1 час после завршувањето на надпреварот. Мислам дека во едно демократско општество ова е катастрофа. Ова е катастрофа. Човекот сте му изрекле мерка. Во законот организаторот е задолжен на таков човек да не смее да му продаде влезница за надпреварот. Тој е со тоа казнет што е евидентиран и не може никој нему да му продаде, бидејќи ќе биде казнет тој што му продал влезница. Ваков закон, ваков член, мислам дека е срамно за тој што го предложил во овој период према наши граѓани, каде зборуваме за европски дострели во делот на човековите слободи и права. Доброволно 2 сати пред надпревар да се пријави. Ако случајно е болен или е спречен да се пријави, навреме да ја извести првата полициска станица. И од полицијата да е. Многу е, нема смисла. Зборуваме за права на животни, на птици, расправаме, парламенти паѓаат, влади паѓаат за такви права на птиците. Срамота е да зборуваме за вакво нешто. Има начин, има механизми како насилниците да се отстранат од спортските терени, али да се пријавуваат во полициска станица и 3 сати да одседат таму, мислам дека е тоа беше мерка 50-тите години, ви кажав, во кое време и за која цел. И тоа само за Тито. Доаѓа и министри за внатрешни работи, доаѓа и министри за надворешни работи, и председатели на парламенти, тогаш не важеше. И тие има ИСАФ. Само за Тито важеше тоа. Навистина, не може едно вакво законско решение да се прифати. Од причините што ги наведов, доколку на организаторот на спортската екипа и го наметнете ова, верувајте, и така сега преживуваат, така не ќе можат ни да преживуваат. Затоа што, за да се организира надпревар на едно вакво ниво, ни требаат богати спортски екипи. Во Македонија, за жал, состојбата е обрат. Сите се соочуваат со елементарните потреби, не можат да ги подмират.
I zato je neprihvatljiv ovaj zakon. Благодарам.